Со концерт на културно-уметничкото друштво Мирче Ацев од Скопје утре вечер започнуваат деновите на Кочанскиот ориз, кои годинава се одржуваат по 24 пат. Во период од 8 денови жителите на Кочани и гостите ќе имаат можност да проследат повеќе манифестации од забавно-културен карактер, а главните случувања се закажани за почетокот на октомври. Во четвртокот на 1 октомври имаме избор на жетварска убавица и доваѓање на сите гости. Очекуваме гости од земјата и повеќе гости од странство, од збратимите градови, за да финишираме во неделата на 4 октомври со традиционалното зажнејување, овој пат во село Прибачево. Секоја година зажнејувањето се одвива во различно село, како дел од стратегијата на општината, подеднаков третман да добијат сите. Оваа пракса за ротирање на домакините во општината Кочани е корисна од аспект на тоа што ги мотивираме граѓаните на тие населени места, на тие местни заедници да се вклучат, и оваа година исто така се вклучи местното население од Прибачево. Додека Кочани е окупиран со оризот, Виница интензивно се подготвува за истибанјско здрвоживо. Фестивалот годинава ќе започне во саботата, со тоа што во 16 часот и 30 минути пристигнуваме на сите ансамбли во истибања, а во 17 часот ќе се одржи заедничко оро на кое што под звуците на оркестарот од ансамблот Кирка ќе заиграат сите ансамбли од светот и ансамблите кои што се планирани за да настапат во саботата. Потоа продолжува со големото дефиле низ истибање, каде што и секој ансамбл се представи со 2-минутна програма. Сите граѓани, љубители на фолклорот, од името на општина Виница ве покануваме да го проследите настапот на учесниците на јубилејното издание на 30 години фолклорен фестивал Истибанјско здрвоживо. Фестивалот ќе се одржи од 19 до 25 септември, а како и секоја година се очекуваат илјадници гости од источниот регион, но и од државите од опкружувањето.